Украденото да се врати кај народот, криминалот станува неисплатлив, повеќе нема недопирливи. Повеќе од 50 предмети за висока корупција кои со години биле зацкриени се во постапка и ова е само почеток, порача премиерот Христијан Мицкоски од конститутивната седница на Националниот совет за финансиски истраги и конфискација на имот. Сите кои се огрешиле пред законот ќе одговараат, а она кое што противправно станало нивна сопственост ќе биде конфискувано од државата. Според него ова тело не е формалност, туку јасна и недвосмислена порака дека државата конечно застанува цврсто, системски и бескомпромисно против криминалот. Вели борбата против корупцијата не е политички слоган, туку државна политика за која е потребно јакнење на судството и обвинителството, како кадровски, така и функционално. Само силно, независно и професионално судство и обвинителство можат да изнесат оваа борба до крај и да обезбедат правдата да не биде бавна, ниту селективна, туку ефикасна и правична. Јас сум за засилени мерки во борбата против корупцијата. Но борбата не завршува со кривична постапка. Борбата мора да заврши со одземање на незаконски стекнат имот, затоа што криминалот не смее да се исплати. Украденото мора да се врати кај народот. Во текот на минатата 2025-та, прва цела година од мандатот на актуелната влада, забележливо и драстично поактивно работење на финансиската полиција, министерката за финансии Гордана Димитриевска-Кочовска вели дека тоа го покажуваат и бројот на отворени, но и завршени истраги. Од 9 финансиски истраги во 2022 година, 17 во 2023 година, 10 истраги во 2024 година, веќе во 2025 година се направи јасен исчекор. Отпочнати се 58 финансиски истраги со опфат на околу 400 физички лица и 95 правни лица. Од нив 33 истраги веќе се завршени, а останатите се во тек. Евроамбасадорот Михалис Рокас порача дека борбата со криминалот и корупцијата и заплената на она што е противзаконски стекнато е една од најважните цели кои државава мора да ги исполни на патот кон Европската унија. Во 2025 година донесовме внатрешна стратегија за заштита на Европската унија, во која што се нагласува важноста на следењето на парите за да се бориме со организираниот криминал и тероризмот. Исто така, Европската унија и незините служби ја препознаваат важноста на конфискацијата на приносите од криминалот. Со Националниот совет ќе председава вице-премиерот за добро владење Армен Фетај, кој порача дека ова тело ќе треба да даде силна политичка поддршка на надлежните поактивно да влезат во борбата со криминалот и корупцијата. Нашата заедничка цел е јасна, да обезбедиме криминалот да не генерира профит и незаконски стекнатиот имот да се врати во служба на јавниот интерес. Тоа не представува само законска обврска или барање од Брисел, туку е услов за довербата на граѓаните во државните институции. Министерот за внатрешни работи Панче Тошковски изрази задоволство што надлежните конечно почнале да ја работат својата работа, а бројките покажуваат дека има и резултати. Принципот следи ги парите, постепено станува стандард, а не исклучок. Успешноста на овој процес влијае врз големување на довербата на јавноста во владата и нејзините институции, како и пренесување на пораката дека криминалот не е исплатлив. Стратегијата на владата во овој сегмент за 2025-2028 година јасно дефинира 3 приоритети за делување. Прво, пронаоѓање, идентификување и следење на незаконски стекнатиот имот и имот на корист, како во земјава, така и во странство. Второ, негово привремено обезбедување и конфискација, брзо, ефикасно и во согласност со законот, без манипулации, одолговлекување и злоупотреби. И трето, ефикасно постапување со одземениот и конфискуван имот, вклучително и негова употреба за социјални цели.